Поречиси 4 години од несреќата кај Ласкарци, судскиот процес нема завршница. Една година се чека супервештачење од Бирото за супервештачења, а со месеци се одложуваат и рочиштата. Срамота е за судството, за судиката Дијана Груевска-Илиевска, која го води предметот, велат блиските на лицата кои загинаа во несреќата. Сомнежот кај нив е голем дека вештачењето ќе биде изработено за да се заштитат виновниците. Тврдам дека ова супервештачење прво го работат непрофесионалци. Значи, знаеме ние кои луѓе се ангажирани да го прават ова супервештачење. Јас само се сомнем и ние сите се плашиме дали ова нарашено супервештачење. Само да се заштитат виновниците во овој и да се одоголекува овој предмет. Јас ви тврдам одговорно дека Машинскиот факултет тоа супервештачење што го направи за 6 недели, како што ви кажав, целиот Машински факултет со својот кредибилитет, со својот авторитет го направи професионално и повеќе од 2000 страни. Згрозени од одолговлекувањето на судскиот предмет, семејствата на загинатите во несреќата најавија дека ќе бидат порадикални и поекстремни. Вела дека нема да дозволат процесот да се влече уште долго време. Јас би ја прашал судијата зошто се плаши да слезе денес тука да се соочи со родителите и со семејствата на настраданите и повредените. Нема да побегне од правдата. Правдата ќе биде речи го испочитуван и мора да има прав. Должноста на судот беше овие изминати 4 години конечно да не се пресуди. Иако тоа го направи барањето за супервештачење го направи во завршните зборови на судската постапка. Јас не сум правник, меѓутоа мислам дека ова е недозволиво. Тоа покажува дали судот или судивката што го води овој процес ги штити обвинетите за оваа тешка сообраќајна незгода. Од кривичниот суд пак се сочувствуваат со штетените, но велат и покрај 9 ургенции Бирото го нема доставено, а претходно Техничкиот факултет во Битола одбило да го изработи супервештачењето заради немање доволно вештаци. За одолговлекувањето на судскиот процес велат од кривичен биле известени и судскиот совет и министерот за правда. Судот со оглед дека се уште не го добил супервештачењето за секоја презакажана расправа ги известува странките, но и оштетените преку нивните полномошници, дека предметот заедно со вештиот наод се уште не се вратени и судот нема законски услови да продолжи со судењето. Во тешката сообраќајна несреќа кај Ласкарци загинаа 15 патници, а над 30 беа повредени. Обвинети се сопственикот на Дурмо Турс Дурмиш Белули, одговорниот за транспорт во фирмата Ремзи Муфтари и возачот на автобусот Мануел Трифуновски, кои се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. За соучество во истото дело обвинети се тројца вработени во станицата за технички преглед Игор Ѓоргиевски, Горан Дуковски и Јане Боварски.